Тоа што јас го знам од представниците на Социјалдемократскиот сојуз, каја да извршени од партијата, бев информиран за деталите. Законот за амнестија кој што веќе се дебатира, веројатно ќе се оформи до крајот на неделата, почетокот на идната недела, како планира заедно со службите пратениците, ја има конечната цел, а тоа е да донесе помирување, подавање на рака, помеѓу највисокиот орган во државата или Собранието на Република Македонија, а со конечна тенденција да тоа продолжи по вертикално ниво и кај навивачките групи, и во општините, и кај младоците во партиите, и насекаде, таа е конечната цел. Самиот закон прави јасна дистинција и разграничување, што значи учество во насилството, зборува за маскираните луѓе учеството во насилството, што значи тие што кренале рака и употребиле насилство, но што значи организацијата или осмислувањето на тој дел, каде што се издвојуваат и законот не важи, но веројатно самиот закон ќе испрати порака на помали казни дури и за тој дел. Значи амнестија за сите кои што не учествувале во насилство или не биле организатори, да, во самиот закон е проектирана, но и самите членови во законот кои што доведуваат до идното казнување нема да бидат тероризам со над 10 години казни, веројатно ќе бидат со помали почетни казни, но казни ќе има, заради тоа што секој систем на пеналење или казнување во целиот свет ја има целта да испрати пораката да не се повтори никогаш повеќе. Сето тоа значи јасна дистинција дека се носат политички одлуки со целата своја одговорност. Јас ја отворив ова работа во парламентот и верувам дека ќе успее да помогне во Македонија за ова толку потребно помирување кое што ни треба во државата, но истовремено ќе испрати пораката дека казнувањето мора да обстои, но и најважната порака на немешење во правосудството. Значи парламентот ја носи одлуката, согласно донесениот закон, веројатно така ќе се носат и одлуките во правосудството, но немаме никакво мешање што ја става Македонија на сигурна позиција да разграничи што е одлуки на правосудството, обвинителство или судовите, а што е одлуки на парламентот или политичкиот дел од власта, заедно со извршната власт, во делот на постигнувањето на ваквите аспекти. Уште еднаш да потенцирам дека тоа го правиме во време во кое што сите стоиме барем за две заеднички цели: интеграцијата во НАТО, интеграцијата во Европската унија. Сега е моментот да направиме чекори и да ја постигнеме помирување во државата, затоа што таму кај што има слогата и единството, може да очекуваме и поголеми успеси. Јас сум отидов во суд како сведок и таму во записник нотирав дека сум простен. Дека е простен Господ, но јас не сум правниот систем во државата. Правосудството ќе носи своите одлуки. Тоа што зависи од мене го отворив и на пленум на тој 15 октомври. Дали тоа што така го чувствувам. Чувствувам дека закрававеноста меѓу брат и брат, културната поделеност пред се во моментот помеѓу македонското ткиво мораме да отклониме. Тоа е наша обврска. Можеме ние да коментираме се што сакаме од државата, но некој има и одговорност и обврски во оваа земја. Номинирав дека очекуваме политички последици. Времето ќе ги покаже тие политички последици. Но кога постигнеме целта да се обединиме, верувам дека ќе успееме. Секако дека консултираме меѓународна заедница. И тоа што меѓународната заедница го испрати како порака, тука е рамката на движењето. Влијание и мешање во правосудството никако. Затоа што и ние да ги изгласаме и со 120 гласа амандманите уставни. Ако направиме влијание во правосудството, тогаш ќе имаме земји членки кои што тоа ќе го користат како аргумент и проширувањето, односно почетокот на преговори за Македонија веројатно ќе биде доведен до прашање. Тоа нема да дозволиме да се случи и затоа во консултација со земјите членки, со меѓународната заедница ги носиме ваквите акти и правиме дури јасна дистинција што значи одговорноста, што значи учеството во толпа, што значи манипулативноста од одредени структури, што значи некои луѓе да биле излажени, изманипулирани во тој дел, кога се случувало овој громорозен настан и слично. Еве, ако Заев бил првиот таргет, нека тргне простувањето од мене. Ако парламентот бил кулминацијата на нашата поделеност, нека тргне од парламентот. На конечната цел мора да успееме да си ги помириме граѓаните, да подадат рака и ако успееме тоа да го надминеме, јас верувам дека Македонија ќе има дополнителни проценти во својот раст и растеж и развој, заради тоа што тоа го очекуваат сите граѓани.